И токму во овој панел ќе имаме можност да слушнеме различни искуства за различни програми кои што се однесуваат, односно се од важност на денешната завршна конференција, институција како тоа гордо звучи. И ви благодарам за вниманието со кое што досега следите и особено се радувам што и многу голем број и останавте. Обично на ваквите конференции луѓе доаѓаат и на првата кафе пауза си одат, но ова многу ме радува и искрено честитки за вас. Ќе започнеме со панелистот претходно, Јовица Митевски, кој веќе и не мора да ви го најавувам, кој ќе зборува повторно во своите 5 минути. Јовица, штом ќе слушнеш овде звук од кај мене, значи дека веќе си при крај. Shaping Youth Policy, Youth South Network and Youth at Work ќе бидат тема на обраќање следно од Јовица, така што повели. Добар ден. Добар ден, пак повторно. Како што напоменавме од синергиите, дел од програмите кои што Националната агенција се вклучува, иницијативи и активности, ќе ги набрам, накратко ќе ги кажеме, за повеќе прашања слободно може и подоцна да се консултираме, како може да се инволвирате и така натаму. Делот, започнавме најпрво во почеток на 2018 година, ги разгледавме сите оние места, иницијативи, негде да се вклучиме каде може Националната агенција да даде најголем придонес. Како можеме корисниците од Македонија воедно и институционалниот пристап да го подобриме. Влеговме во многу иницијативи, во многу проекти кои се значајни. Како дел од тоа е конзорциум од 11 национални агенции и 3 ресурсни салто центри. Се здруживме за да направиме една подршка на иновативниот пристап на темите вработливост, предприемништво, на теми каде што младите ќе може да им се зголеми нивното значење во општеството и да се стекнат со големи иницијативи за да можат вработувањето да се подобри, односно стапката на вработливост. Темите на кои соработуваме во овој проект, ова стратешко партнерство, стратегиско односно партнерство, е социјалното предприемништво, инклузија на младите, кроссекторската соработка, тоа значи институциите, различни типови на организации, на фирми, да ги сплотиме воедно и да направиме подобар иновативен пристап кон овие теми. И нешто што посебно внимание што служува во овој дел се водичите за предприемништво, водичи за компетенции за предприемништво и дигитални компетенции. Овие се модели на кои наредниот период ќе работиме многу, посебно зборам внимание има потреба бидејќи самите проекти кои се поднесуваат во националните агенции, тие секако имаат импакт и дисеминација. Меѓутоа клучниот момент е какви компетенции може да имаат организациите од една страна, учесниците и општеството. Значи, овие компетенции се длабоко развиени од страна на Европската комисија, а ние, Националната агенција, ќе биде мостот кој ќе го долови на сите оние чинители кои што, или засегнати страни кои што соработуваме заедно и на моја голема радост, мислам дека ќе најде голема примена. Не само во проектите, туку и во градење на капацитетите на самите организации и поединците. Националната агенција влезе во овој проект од 2018 година, средината на 2018 година, веќе се одржаа серија состаноци и мислам дека на добар пат сме како почесен член на ова стратегиско партнерство, каде што ќе дадеме и голем придонес. Мислам, експертите од Националната агенција кои веќе работат подолг период, нивната работа ќе биде видлива во придонесот кон сите оние стратегии кои ќе произлезат од ова партнерство, а главната цел им е да стигне гласот до Европската комисија за да може да се применат на европско ниво. Од овој дел базата на тренери се составува веќе база на тренери на партнерството и можам да кажам дека веќе 20 тренери од Македонија ќе земат учество на сите оние активности во наредниот период, односно до крајот на Еразмус програмата. Вториот дел од проективе кои што сме вклучени е Shaping Youth Policy или формирање на младинските политики, европските младински политики. Ова е интересен склоп на партнерство помеѓу национални агенции, можам да кажам,
и ЕУ партнерството за млади помеѓу Европската Унија и Советот на Европа. Се собравме со цел да ги зајакнеме капацитетите на оние организации и поединци кои работат во полето на реформи на младинските политики, како на национално ниво, така и на европско. Да се зајакнат капацитетите. Меѓутоа, кои се тука клучните фактори? Често работиме на делот, посебно за оние кои се засегнати на таа тема, често работиме на делот само со одреден фактор во целиот процес. Меѓутоа, се бара еден организиран систем на работа, каде што ќе бидат сите чинители засегнати, сите чинители ќе бидат вклучени. Подразбира партнерство, подразбира вклучување на, од една страна, организации, истражувачи и еден од најклучните фактори, владините институции. Целта на овој проект е да се соберат сите на едно место, заедно да продискутираат за ауткамот, резултатот што ќе произлезе од целиот проект да има ефективен импакт. Да не биде само проект кој ќе започне и ќе заврши. Проектот вклучува 4 фази. Првата фаза е онлайн консултации. Треба веќе се започнати подесувањето на платформата за онлайн консултации. Потоа ќе дојде вториот дел е состанок на национални делегации, каде што ќе биде 4-дневен тренинг. Тоа ќе биде во февруари 2019 година, 4-дневен тренинг, каде што ќе се соберат сите овие што ги напоменав засегнати страни и ќе се започне таа иницијатива, за да може да се затвори тој круг на сите учесници. Третата фаза ќе биде 8-месечен процес на консултации, што е излезено од тој тренинг. Сите ќе работат на национално ниво. Имаме голема работа пред нас, секако, меѓутоа ќе го избуткаме овој процес до крај. Верувам дека со голема ефикасност и ефективност. И последната фаза ќе биде студиска посета кај еден од партнерите. Така да мислам дека овој проект заслужува големо внимание, посебно на сите заинтересирани страни. Ги замолувам представниците, ние ќе ги објавиме на Националната агенција сите тековни работи кои ги вршиме, меѓутоа и делот кога треба да се вклучат институциите, ќе бараме и интерес од ваша страна и ангажираност. Делегацијата ќе биде составена, како што кажав, владена институција, организации и истражувачи, експерти на тоа поле. Во однос на младинската Youth Out Network, во однос на оваа платформа, на неформална средба се здружиле неколку организации, неколку национални агенции кои сакале да направат нешто повеќе од национално здружување. Оваа мрежа е составена од земјите од регионот на Јужна Европа. Националната агенција се вклучи во март 2018 година. Целта на мрежата е за да се добие што поголем импакт на она што е направено на национално ниво. Поддршка, се поддржуваме едни со други. Ги зајакнуваме капацитетите. Се со идеја да произлезе документ кој ќе биде со многу поголем импакт, кој што ќе бркаме заеднички интереси и со цел да се направи на подобар пристап кон на европско ниво. Тековно соработката се одвива на серија од активности, каде што националните агенции од овие земји се собрани заедно на теми како што се младинско учество, препознавање на младинската работа, односно работата со млади, инклузија на младите и солидарност, што е многу битен, клучен момент во фаза кога се повлекува таа иницијатива на Европскиот солидарен корпус. Ние имаме веќе добро партнерство и поддршка од национални агенции за имплементирање на Европски солидарен корпус во Македонија, со оглед дека не сме земја членка на ЕУ, меѓутоа поддршката која ја добиваме е на завидно ниво. И да се биде дел од една ваква мрежа пред се е голема чест, со оглед дека ќе ни го олесни пристапот на транзицијата помеѓу Еразмус плюс програмата и пост Еразмус 2020. Ти благодарам, Јовица. Добро е.
Во приложение, зборувајќи за програми, се разбира платформите се нешто кое што не треба да се изостави, впрочем и да се зборува, и токму такво е следното обраќање кое ќе зборува за електронската платформа за учење на возрастни во Европа, или скратено како ЕПАЛЕ, и Љупка Ќуркчиева ќе ни се обрати во своите 5 минути. Повелете. Благодарам. Добар ден и од мене. Како што кажа Огнен, ЕПАЛ, електронска платформа за учење на возрастните во Европа, и со големо задоволство ви најавуваме дека конечно Македонија и Националната агенција за прв пат ќе се вклучат во ЕПАЛ семејството помеѓу другите центри што веќе постојат во програмските земји во Европа. Оваа платформа е една мултилингвална електронска платформа која што им овозможува на различните едукатори, наставници, возрастни ученици, донесувачи на одлуки и други профили на лица кои што имаат одредена професионална улога или интерес во учењето на возрастните, да дојдат до корисни и релевантни информации, стратешки документи, да го следат развојот на политиките, да промовираат настани и да користат различни типови на алатки за пронаоѓање на партнери за идни проекти. Сега, бидејќи се ова нашите први чекори во ЕПАЛЕ платформата, за наредниот период планираме да ја зголемиме видливоста на македонските институции во образованието за возрастни на европско ниво, преку возможување на техничка поддршка во процесот на пристапување на платформата, работењето во рамките на истата, размената на добрите практики и нивното вмрежување. Благодарам. Благодарам, Љупка, особено во делот на објаснувањето на ЕПАЛЕ програмата и со успех во иднина. Понатаму, Љулјеса Илјази во своите 5 минути ќе зборува токму за Vocational Education and Training или VET Tracer Study. Повелете. Можам да си речам дека годинава за прв пат се вклучивме на една студија која се базира, значи се лоцира за ученици од средните стручни училишта или да речеме за учесници кои беа вклучени до сега на мобилности под областа за стручно образование и обука преку програмата Erasmus+, а исто така и преку Леонардо да Винчи програмата. Ова студија е една од најинтересните, атрактивните работи што Националната агенција се вклучи годинава. Зошто викам интересна и креативна? Заради тоа што за прв пат, после толку долго време работење во Национална агенција, па исто така и работата на самата агенција, ќе правиме истражувања за да видиме што се случува со тие деца или ученици кои заминуваат на мобилност надвор од Македонија, особено овие од средните стручни училишта, дали истите остануваат во тие земји кај заминуваат на мобилност, дали имаат повеќе мотив да продолжат на истата струка во Македонија или да продолжат со студии, да наоѓаат работа и така натаму. Цела ова идеја се почна претходната година од страна на Полската национална агенција, кој ја почна оваа студија заради тоа што имале чувство, бидејќи нивните ученици кои заминуваат на мобилност не се враќаат во Полска или бараат начин како повторно да заминат од Полска. Но истражувањето го докажало спротивното. Значи, сите, скоро голем дел од учениците кои заминале на мобилност, значи, биле помотивирани за да останат во нивната земја и да придонесат во таа струка, па исто така да продолжат на студии на таа струка или да наоѓаат работа поврзана со таа струка. Така што после ова успешна студија од нивната страна се одлучи годинава во мај да се вклучат на ова истражување нови 10 земји, меѓу кои Македонија, Белгија, Велика Британија, Ирска, Луксембург, Австрија, Словачка, Чешка и Латвија. Наша цел заедничко, првично ја почнавме креирањето на идентичен прашалник, што во моментот се користува во сите овие земји, за да видиме што со нашите ученици кои биле на мобилности преку средните стручни училишта, преку Erasmus програмата, исто така и Леонардо да Винчи,
А освен делот на прашалникот, значи следува следниот дел што ќе се реализира следната недела. Тоа се интервјуа со ученици кои биле на мобилност, но веќе се надвор од системот на образование, значи да видиме по завршување на средно училиште, средното образование, што со нив се случило, дали продолжиле студии, дали се вработени, дали заминале од Македонија и така натаму. И фокус групите, каде се вклучени ученици кои биле на мобилност преку Erasmus Plus програмата или Леонардо да Винчи програмата, но се уште се во процес на средното образование. Следната година, во првиот квартал, ќе се собираат извештаите од сите земји, после ќе се направи анализа и компаративна анализа меѓу земјите, за да видиме разлика што се случува во овие 10 земји, и есента, да сме здрави и живи, би имале повторно ваква една добра конференција за да ги споделиме нашите резултати, што се случува со нашите деца кои заминуваат на мобилност. Дали тие се враќаат во Македонија, инвестираат во нашата економија, да речеме, и образование, или сакат да продолжат со работа или студии надвор од Македонија. И благодарам Љулеса, благодарам за објаснувањето. Пред прочем да го најавам објаснувањето кое се однесува на e-twinning платформата, би сакал само да ја поканам Мила Протуѓер за да додели 3 таблети за успешни e-twinning учителки за учебната 2017-2018 година. Мила, микрофон имаш таму, доколку треба некого да повикаш, слободно повели. Здраво на сите. Ја малце како Дедо Мраз ќе видам сега денес. Значи, тука со јас сум Мила Протуѓер, e-twinning координатор при Националната агенција. Нема да раскажувам многу за e-twinning-от. За оние кои што не се запознани, тоа е една онлайн платформа која што служи за вмрежување на наставниците и професионално развивање и многу други работи. Меѓутоа, затоа ќе ги поканам и нашите најуспешни наставници и тренери за оваа 2017-18 училишна година и тие поопширно ќе кажат нели како за нив има предонесено e-twinning-от. Значи, овие ќе им поделиме 3 таблети на најуспешните e-twinери за 2017-18, под најуспешни подразбирам оние кои што имаат најмногу проекти правено во e-twinning за училишната година 2017-18, професионално се имат развиено и биле најактивни. Тоа не значи дека само тие тројца биле нели да им ја дадеме, нели, да им се заблагодариме само на тие тројца, и покрај нив и други e-twinери имаме овде кои што се присутни во салите, кои што имаат придонесено многу за развојот на ова e-twinning платформа, и на нив исто така сакам да им се заблагодарам многу. Значи ќе ги поканам наставничката Ида Петровска од Димитар Миладинов, Билјана Петрова од Петар Попарсов Скопје, и Лиљана Крстевска од Детска радост Скопје, да се ги подигнат нивните награди за најуспешни e-twinери. Покрај тоа, значи, исто така сакам да им се заблагодарам на други e-twinери кои што имаат благодарници, меѓутоа сега не може сите нели големи број да се поканат на сцената. Олгица Белажиева, Марија Версамис, Марија Версамис Симоновска, Елизабета Филипова, Ана Нојковска, Билјана Лотеска, Елена Блажевска, Гордана Насковска. Исто така голема благодарност до нашиот соработник од бирото Гордана Енакиевска, која што многу ни помогна за да развиеме e-twinning мрежата низ цела Македонија. Јас би го дала зборот сега на наставничките кои што се најуспешни e-twinерки, значи Аида Петровска. Еден подарок за вас. Лиљана Крстевска и Билјана Петрова. Сега можете вие да кажете некој збор конкретно за e-twinning. Многу ви благодарам. Подготвив говор, ама падна во сенка на радоста. Можам само да кажам дека ова по трет пат се чувствувам радосно, не зборувам среќно, зашто ова се мали работи кои што можеме сами себе да усрекиме, но радоста е голема кога ќе забележите некој да гледа оно што го правите, особено кога ќе согледа вашата работа, тогаш веќе е нешто сосема друго.
Ви благодарам многу, поттик да се работи уште повеќе. Би можела да зборувам за проектите многу. Особено она проблемот кога кажуваме како да го почнеме проектот, како да го завршиме, а најважното како да го имплементираме во самата настава. Ако добро организирате, тоа е веќе завршена работа. Не повеќе од половина, туку скоро целосно завршена работа, а особено ако се гледате уште повеќе, па да истото можете да го пласирате и промовирате и училиштето, и регионот, и градот, и државата, и надвор од Македонија во разни други проекти. Не е само твининг, иако тука сме за твининг. Тука и Microsoft, порано имало многу други проекти, кои што исто ги соработувавме и гледам сите сте тука експерти веќе и да зборувам нешто околу проектните активности, еден почетник како мене мислам дека многу малку може да каже. Уште еднаш се заблагодарувам многу и верувам, реков, првата радост ми беше кога добив флип камера од ПЕП, кога снимив првиот филм. Втора, можеби и најголема радост кога она компјутер за секој дете добив едно мало лаптопче кое и денес го чувам како сувенир. Арно Масоне го направив прв вебсайт и прв блог. Така и денес имам можност да објавувам она се што ќе го направам на истите, а корените се токму од тој лаптоп, а со ова не знам, можеби и до вселена ќе стасам. Благодарам. Исто така и јас би се заблагодарила на ова прилика што ја добив, поготово на Националната агенција. Навистина е задоволство да се работи, поготово кога се гледаат и стрикните лица на децата кои што се вложуваат во сето тоа. И би сакала да кажам дека е добра мотивација и за понатака, не само за нас што сме веќе вклучени, туку и за сите оние кои што работат и да продолжат да работат на истата платформа. Благодарам. Благодарам и од мене. Присекна сум што сум овде и ова е само еден поттик за сите етвинери да работат на платформата eTwinning, но и Еразмус проектите. Ние сме прва и единствена градинка во цела Македонија која што ги работи Еразмус проектите. Затоа давам еден голем поттик на сите да се вклучат и една огромна благодарност до Националната агенција дека eTwinning, односно проектите, може да се работат од најмали нозе. Благодарам уште еднаш на сите. Ви благодарам и на вас многу. Сега ќе го дадам микрофонот на не знам што следува. Ке им треба микрофонот. Ви благодарам. Благодарам Мила и особено на трите учителки, бидејќи нивното искуство е особено важно во целата оваа приказна. И зборувајќи за образованието, зборувајќи за учењето, не може да не се зборува впрочем за образованието и учењето во Европа. Study in Europe е нешто за кое што ќе ни се обрати Александар Богоевски, така што го поканувам и повелете. Благодарам. Study in Europe, проектот кој што го раководи го менаџира Националната агенција. Искрено можам да кажам дека овој проект кој што е грантиран од страна на Европската комисија, а се менаџира од страна на конзорциум од Велика Британија, навистина сосема спонтано на еден начин дојде во рацете на Националната агенција. На почетокот на 2018 година во комуникација моја тековна со колегите од Генералниот директорат за образование и култура од Извршната агенција, дојдов до податок дека нема навистина никакви информации по однос на високото образование во Република Македонија за овој проект Study in Europe, со оглед на тоа дека останатите земји членки на Европската унија, исто така ЕФТА државите, вклучувајќи и тука Република Турција, веќе имаат огромен број на податоци, информации за високото образование, за високообразовните институции, за делот на сите три циклуси во високото образование, меѓутоа во делот за Република Македонија имаше само едно скромно пендинг. Исконтактирав лично со одговорните за овој проект Study in Europe, каде што ми беше посочено дека нема координатор за Република Македонија. Тука можам да кажам дека навистина најдов на позитивен пристап од страна на директорката на Националната агенција, која што веднаш даде зелено светло ние како Национална агенција да бидеме носители на овој проект, кој што сметам дека од круцијално значење за промоција на високото образование во Република Македонија,
од причина што сите сме свесни дека и ресурсите на високообразовните институции, без разлика тоа дали се државни или приватни високообразовни институции, немаат толку финансиски средства за промоција надвор од границите на Европа на високото образование, со тоа што ние превземавме чекори како колеги, како вработени од Националната агенција, реализиравме поголем дел на настани и сајми за образование, кај што бевме присутни. Можам да ги посочам сајмот за образование на кој што лично присуствувавме јас и директорката Лидија Димова во Перу, во Лима оваа година. И мене искрено ме зачуди фактот каде што повеќе од 150 студенти и потенцијални студенти кои што сакаа своето високо образование да го поминат надвор од државата Перу, беа заинтересирани да дојдат во Република Македонија и да ги реализираат своите студии, без разлика дали се однесува тоа на додипломските, постдипломските или пак докторските студии. Искрено имаме што да понудиме по однос на и информалниот аспект, меѓутоа и формалниот аспект во делот на високото образование. Можеме да направиме промоција и да го издигнеме високото образование на едно повисоко ниво на кој што се наоѓаме денеска. Исто така се вршеше промоција покрај оној настан, односно сајам за образование кој што го имавме во Лима во Перу, односно Перу. Бевме присутни со колегата Астрид Реджепи на сајамот за образование во Киев во Украина, каде што навистина имаше огромен интерес кај потенцијалните студенти да дојдат и да студираат во Република Македонија, а сето тоа линкувано со програмата Erasmus+, каде што сите оние студенти кои што се редовни на нашите високообразовни институции имаат можност да ги користат бенефитите од програмата Erasmus+ и дел од своите студии да ги поминат во странство, било тоа дали да се однесува на мобилноста или пак по однос на праксите кои што ги реализираат нашите студенти надвор од границите на Европа. Тука би дошло до заклучок дека во иднина ќе продолжиме со проектот Study in Europe поактивно и наредната година ќе го промовираме високото образование, со тоа што се надевам дека навистина ќе извлечеме заклучок дека високото образование не е само за домашните студенти или пак студентите кои што најчесто од странство ги имаме моментално од Република Турција. Едноставно високото образование е буквално секаде низ светот и истото тоа може да се промовира на што повисоко ниво надвор од границите на Европа. Благодарам. Многу ти благодарам, Александар, за објаснувањето. Се извинувам и во овој панел за акцијата која што е поддржана од Европската комисија и слично во продолжение за свесни и активни ќе зборува Јасмин Реджепи или 3А што би се рекло, така што малку терсене ми е за читање кратенката, Active and Aware или Aware and Active. Повели Јасмин. Ти благодарам. Пред се благодарност до директорката Димова која што ме покани да зборувам денеска пред вас. Вечер не е, тука малку е темна. Исто така благодарност до Националната агенција која што не одбра нас како организација, која што уште од самите почетоци на мигрантската криза бевме на терен и се занимаваме со ова прашање, работиме со токму тие луѓе кои што транзитираат или делумно остануваат во државата кај нас, за да можеме да се вклучиме во таа една кампања Aware and Active, свесен и активен, каде што имавме можност да вклучиме млади од различни делови од Македонија, заедно на неформален начин да учат со бегалците кои што се во Република Македонија. Односно имавме 3 работилници и 3 лаборатории на идеи, каде што едната беше во Гевгелија, другата во Табановци, третата во Скопје. Во Гевгелија имавме можност да се сретнеме со едно семејство од Авганистан, на кој што МВР им даде дозвола да учествуваат заедно со нас надвор од кампот, да бидат сместени во хотелот. И младите има можност да видат едно девојче, Сана, 20 на години, која што немала можност во Авганистан да учи, ние знаеме каква е состојбата таму и поради кои причини биле избегани, но таа беше далеку по-интелигентна и многу повеќе знаеше, да не речам и пообразована од незините браќа кои што има можност да учат. И тоа нашите млади го разбра многу добро и го сватија која е благодета на имањето можност за учење, посебно каде што програмите Erasmus Plus дава можност за мобилност, да се отидат младите и да учат некаде во Европа, да стекнат повеќе образование, додека ова девојче немаше таа шанса ниту во својата земја, ниту пак во Македонија, за жал. Има неколку идеи на крајот на таа обука и тренинг таму. Има многу добри тренери. Националната агенција
направи добра селекција во тука, значи Иван и Велмира беа многу за пофалба, тоа што може да работат во исто време и на англиски, и на македонски, и на албански јазик, бидејќи децата, младите кои што учествуваа, како што реков, беа од сите јазици, плюс комуникацијата беше и со преведувачи, но и на англиски јазик со бегалците. Потоа имавме можност во Табановце се запознаеме со да го држиме ова лабораторија и тренинг во самиот камп внатре, каде што внесовме многу радост, бидејќи 30 на млади од различни делови од Македонија на тој начин на обука и образование внатре го оживеа малку кампот, ги оживеа и самите бегалци, и кога завршуваше целата таа обука, бегалците беа тажни зашто не можеме да останеме подолго или зашто немаме повеќе такви активности. Таму имаше некои млади кои што беа од различни места, од Иран, од Пакистан, од Сирија, Авганистан и слично, и може да ги заеднички учејки да разменат многу искуства, да се запознаат со тие луѓе кои се нивните квалитети, всушност да го видат човечкото во сите нив. Истото можевме го имавме и во Скопје, каде што неколку мина кои што се од Азил центарот во Скопје, кои што се во процес на интеграција, не се придружија на лабораторијата таму. Таму беше Рама со незините браќа, тоа е едно сириско семејство кој што се наоѓа во Македонија, таа е на факултет, учи во Скопје, незиниот помал брат е во средно училиште во Скопје, бидејќи една од темите на самиот проект е младите да бидат свесни за состојбата и да се активираат да направат нешто, односно во однос на интеграцијата на бегалците и против ксенофобијата, расизмот и екстремизмот. Оние идеи кои што излегоа од таму, за да не сгрешам, значи едната беше Хабиби Мил, каде што требаше да готват заедно бегалците и локалците и да направат јадења кои што храна која што доаѓа од тие култури и кои што ќе им биде на нашите граѓани интересна да ја пробаат и на тој начин да воспостават линк со тие луѓе кои што доаѓаат во нашата земја. Потоа беше една изложба Земја без граници, односно Земја со граници, каде што во изложбата се слики на бегалците кои што транзитираа низ Македонија, но не се опишува каде се, кои се и слично, туку се поставуваат прашања, значи интерактивна изложба. Да речем, има едно малечко детенце кое што си игра во песокот во кампот и прашањето е: која била вашата омилена игра од вашето детство? Значи, одговарајќи си на себе си за своето искуство, всушност ја дознавате приказната во која состојба и каде се наоѓаат тие луѓе таму. Исто така, една афганистанка во кампот во Гевгелија ги гушка своите две керикички. Многу убава фотографија и на текстот е таму кој најдобар совет сте го добиле од вашата мајка. Понатаму, следна беше Wave Back или It Could Be Me, значи имавме една од тие фотографии, направивме голема во природна големина, каде што луѓето можат да се протнат и да се покажат, значи да се сликаат со своето лице како да се ти тој бегалец кој што се движи со ранецот и со детето на врат и транзитира и со сите луѓе околу тебе и со тие хаштази, значи на Aware and Active Young Together може да ги споделат на социјалните мрежи. Тие наши идеи ги пласиравме во јуни месец во Словенија. Многу им се допадна на другите национални агенции и партнерски организации кои што беа присутни таму. Всушност го добивме најголемиот аплауз и најдобрите оценки и секогаш размислувавме овие идеи да може да ги имплементираат и таму во Европа, значи нешто од кај нас да може да се имплементира таму, а да биде за добробит на сите граѓани во Европа. После тоа ги имавме овие работи, овие проекти ги исполнивме и ги реализиравме во Скопје. И за крај имавме еден завршен проект каде што дел од тие млади кои што учествуваа веќе на овие работилници и дел од новите млади можеа да го обноват своето знаење, да се запознаат малце подобро со проекти кои што беа направени и да направат нешто ново. Значи има во позадина, верувам, слики и видеа од младите кои што ги направија тие 2 дена и исто така
имавме можност сите тие информации, слики и видеа да ги пласираме на социјалните мрежи, посебно од 11 до 1 часот. Тоа дел од акцијата и кампањата која што се нарекуваше Twitter Storm. Верувајте дека многу интересен начинот на кој што младите наши зема учество, покажа иницијатива, има многу иновативни идеи. Имавме можност пред нашите партнери во Европа и дури во целиот свет, бидејќи социјалните мрежи не се ограничени со граници за разлика од нас или од бегалците, да покажеме добар квалитет и добра свесност, а исто така и акција. Имам уште време? Не. Благодарам многу. Јовица повели? Уште една само информација која имавме викендот, бидејќи се спроведуваше сега оваа акција за бурата на идеи, Европа не слушна. Ги слушна партнерите, не слушна цело партнерство. Twitter Stormот допре до 650.000 млади луѓе. Тоа е, мислам, аналитика, податок што стварно импресионира. Да се надобро. Браво. Одличен податок. Ке се заблагодарам на Јовица, Јасмин, Александар и на Љупка. Љулјеса ке остане за следниот панел. Понатамо во следниот панел ќе ги поканам да ни се придружат на сцена Дејан Златковски, повторно, кој што го имавте видено претходно, кажа дека ќе зборува за евридика малку подоцна. Дополнително Александра Славковска, како и Мартин Милошевски, но исто така и Снежана Симоновска, како и Ѓорги Тасев. Ако немаме доволно столчиња за сите, јас ќе си седам. Не, јас ќе си застанам на страна, и онака тоа ми е работа. Ѓорги, нема да ти пречи овде лаптопот. Да, значи во првиот дел, впрочем, на овој панел ќе ни се обратат и Љулјеса Илјази и Дејан Златковски. Впрочем, станува збор за панел кој што се однесува на Националната агенција и на донесувачите на одлуки во сето она што е важно за сите претходни излагања кои имавте можност да ги слушнете, бидејќи без она што ќе го слушнете во четвртиот панел, џаби би се собрале на оваа завршна конференција. И особено во делот на програмите Евридика, каде што станува збор и за индикаторите и статистиките и за компаративните анализи за кои што ќе зборува Дејан, но и на програмата на ЕКВЕТ за која што ќе зборува Љулјеса Илјази, претпоставувам така сте поделени. Впрочем, Европскиот кредит систем за стручно образование и тренинзи. Повелете со збор. Ќе се заборавам, јас не за друго. ЕКВЕТ е скратеница од Европски кредит трансфер систем во полето за стручно образование и обука. Морам да речам дека ова иницијатива веќе постои долго време низ Европа и веќе на 10 години или повеќе се имплементира во многу држави во ЕУ, во средните стручни училишта, но полека, но сигурно, значи и Македонија станува дел од оваа иницијатива. Последните 4-5 години се креираше и националната рамка за квалификации во Македонија од страна на Министерството за образование и обука. Ние како институција имаме за цел да правиме промоција на ЕКВЕТ и значењето зошто е важно ЕКВЕТ во стручното образование во средните училишта, а исто така и во неформалното образование. За нас као национална е важно, бидејќи сите ученици кои ни заминуваат на мобилност преку програмата Erasmus Plus е исто така особено за Erasmus Pro, значи за учениците кои би сакале да заминат на мобилност минимум на 3 месеци, а максимум на 12 месеци, што е супер добра можност за учениците за да видат и да работат во некоја друга институција или училиште, фирма надвор од Македонија, за да може тој период кога не се во Македонија да им се признава процесот на образование или стажирање, учење кога не се во нивните матични училишта во Македонија. Годинава одбравме нов тим за експерти за ЕКВЕТ. Исто така имаме многу добра соработка и со Канцеларијата на Европска банка за имплементирање на ЕКВЕТ во Македонија. Исто така и со Министерството. Годинава имавме малце подобра соработка и да речеме размена на искуство
искуства и информации. Организиравме доста информативни денови во различни училишта не со Македонија, а исто така подготвивме и документ на македонски јазик за да биде многу полесно на нашите професори во средните училишта, значи со најпоставувани прашања поврзано со ЕГВ, значи најважните работи поврзано со ЕГВ, значи прашања и одговори кои ни се објавени на нашата веб страна, а исто така подготвивме еден флаер зошто е важно ЕГВ кај нас. Освен овие активности, имавме и две големи активности. Тоа беше во октомври работилницата за пишување на резултати или learning outcomes, што е многу важно за нашата работа и за учениците, за училиштата, средните стручни училишта, бидејќи ги праќаат учениците на мобилност со низ Европа, но не знаат да ги објаснуваат зошто и кои резултати се очекуваат од нивна страна додека се на мобилност. Работилницата ја организиравме во соработа со Словачката национална агенција. Значи тие доста ни помогнаа поврзано со ова тематика, а исто така имавме и добра размена на искуство со нашите професори од средните училишта, со експертите од Словачка. И последниот настан, што беше во ноември, и беше голема конференција, каде се потрудивме да допреме низ сите стейкхолдери, да речеме, што се во полето на стручно образование. Значи беа поканети, освен средни стручни училишта, имавме и фирми, невладини организации, универзитети, стопански комори, представници од Министерството за образование, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование, Центарот за образование на возрастни и така натаму. Тематиката на конференцијата беше за да се каже зошто е важно ЕГВ и зошто треба да бидеме дел од тоа. Имавме презентации за националната рамка на квалификации, како да се регистрираат курсевите од неформалното образование во Центарот на образование на возрастни. Имавме добро искуство од страна на експерт од Финска, каде тие презентираа како е системот на образование за средното образование во Финска и како тие долго време веќе го користат ЕГВ во нивниот систем на образование. А исто така имавме и представник од ЕГВ секретаријатот, која е, да речеме, главното тело од Европската комисија за имплементирање на ЕГВ. Исто така презентацијата беше многу интересна и од нивната страна и тие не поддржува и не потикнува што е можно поскоро и Македонија да биде дел од тоа семејство, значи дел од ЕГВ во средното образование. Тоа би било накратко. Благодарам, еве некако логично се надоврзува Евридика како придружна мерка. Повеќето од вас знаат дека Еразмус не се состои само од грантирање на проекти на институции кои што спроведуваат образование, обука или спроведуваат активности во делот на младите, туку постојат и придружни мерки, како што се ЕКВЕТ, Евридика, eTwinning, Еврогайданс, Европас и така натаму. За нас посебна сатисфакција како вработени е што во една прилика директорката рече дека придружните мерки на Еразмус Плюс програмата се сврзнато ткиво на Еразмус Плюс. И практично во една реченица е сублимирана целата филозофија на Еразмус Плюс програмата, затоа што сврзнато ткиво, придружните мерки овозможуваат програмата да живее, да дише и да го даде резултатот, а тоа е да влие на образовните системи во Европа, не само на нашиот. Така, ние во делот на Евридика започнавме со имплементација во 2013 година и дадовме своја контрибуција на мрежата Евридика во повеќе извештаи. Целта на нашето учество не е само да дадеме придонес како содржина за тие извештаи, преку обезбедување на податоци и информации за нашиот образовен систем, туку и да видиме што ние може да научиме од тоа. Ние, мислам на Националната агенција и другите носители на одлуки и креатори на политиките во Македонија. Тоа е примарната цел на Евридика како придружна иницијатива на Еразмус Плюс програмата. Доколку сакаме да видиме што е важно во развојот и во реформите на еден образовен систем, тогаш треба да видиме со што се занимава Евридика како мрежа и како придружна иницијатива на Еразмус Плюс програмата. Формулата за квалитетен образовен систем е многу едноставна.
најквалитетните образовни системи во светот вложуваат најмногу во работната етика и моралното образование на децата во најрана возраст. Меѓутоа, после тоа постои друг слој, постои многу посложен сет на политики и на носење на одлуки. Тоа е она што го анализира Евридика како придружна иницијатива на Еразмус плюс програмата. Ние се обидуваме преку резултатите, преку производите на оваа иницијатива да ги мотивираме на носителите на одлуки и креаторите на политики во Македонија да обрнат внимание на тие важни сегменти. Остваруваме соработка, досега остварувавме, но сакаме да настапиме уште поамбициозно во иднина, со цел да резултатите од тие извештаи се втемелат во креирањето на реформите на нашиот образовен систем. Ке се обидиме да резултатите на Евридика ги прикажеме преку нашето учество во работните групи на другите, да кажам, институции со кои што имаме природна некоја генетичка врска, како што е Министерство за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Министерство за труд и социјална политика, но тука нема да запреме. Ние ќе се обидуваме да откриеме нови таргет групи, а тоа е пред се луѓето кои што се занимаваат со истражување. Тоа е дел од филозофијата на Националната агенција, да обезбедиме во сиве овие 10 години на постоење на Националната агенција, преку имплементацијата на Млади во акција, потоа програмата доживотно учење, Еразмус плюс, се акумулира огромно богатство на информации. Ке се обидиме да идентификуваме таргет групи помеѓу истражувачките организации, независните истражувачи, да им ги прикажеме со цел да обрнат внимание на тоа и да го земат во предвид во нивната работа. Исто така, трета група, таргет група, би биле сите оние кои што се заинтересирани да аплицираат за грантови. Мислиме дека во делот на Евридика има многу материјал кој што може да се искористи за успешно спроведување на проектите. Ви благодарам. Благодарам многу, Дејан. Во продолжение би сакал да ја поканам Александра Славковска да ни зборува во делот на ИПА 2, така што имате 5 минути токму да ни се обратите за ова. Повелете. Уклучен е микрофонот, слободно зборувајте. Добар ден, благодарам за поканата. Навистина ми е чест што не повикавте и што ни давате можност да споделиме што ние мислам Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование, работиме во врска со ИПА програмата, ИПА 2 програмата, во делот образование и социјална политика и вработување. Не знам колку сте информирани, меѓутоа во ИПА 2 значи се имплементира во повеќе сектори. Нашиот сектор се вика образование, вработување и социјална политика. Ние користиме средства од 2 програмски години, од 2017 и од 2019. Во 2017 имаме околу нешто над 23 милиони евра кои што се спроведуваат преку акцијска програма, која веќе е во тек на имплементација. Во петокот се објави веќе тендерот за подобрување на професионалниот и кариерниот развој на кадрот во предучилишните установи и работиме се така на подготовка на останатите 20 на проекти. Например, се очекува и се така скоро време да се објави повикот за стипендирање на ученици од поранливите групи. Следуваат проекти се така за развој на социјалното предприемништво, за активација на сите корисници на социјалната помош. Во делот на образование ќе следуваат проекти за имплементација на националната рамка за квалификација, за размена, подобрување на системот на образование, стручното образование и образованието на возрастни. Ќе се работи на активација на ромите и така натаму. Значи, тоа се проекти кои што сега се подготуваат и ќе бидат објавени на почетокот на наредната година.
Паралелно за 2019 година имаме на располагање дополнителни 23 милиони евра и тие средства ги програмираме, ги планираме во моментов. Начално ќе се имплементираат преку две програми. Едната е EU за млади и втората програма е EU за инклузијата. Најголем дел од средствата, околу 16,5 милиона евра, ќе се алоцираат на EU за младите. Ова програма предвидува подобрување на вработеноста на младите луѓе и има две компоненти. Едната е подобрување на релевантноста, на инклузивноста, на стручното образование и обука. И овдека Министерството за образование предвидува дека 3 средни стручни училишта ќе се трансформираат во така наречени центри за извонредност. Тоа значи дека ќе добијат целосна поддршка за модернизација на работење, опремување, надградбените програми, подобрување на соработката со бизнес секторот, со општините, обука на наставниот кадар за да ги спроведе овие програми и исто така оно што е битно е ќе се предвидуваат имплементација на активности за валидација на неформалното и информалното учење. Втората компонента е поддршка на гаранцијата за млади. Тоа е програма која што Министерството за труд ја пилотираше за прв пат оваа година во 3 општини, меѓутоа следната година ќе се имплементира на територијата на цела земја. И ИПА практично ќе даде финансиска инjekција за имплементација во поголем обем по на целата територија на Република Македонија. Гаранцијата за млади е фактички програма која што се фокусира на подобрување на вработливоста на младите луѓе, и посебно на оние кои што ниту се вработени, ниту се во образование или обука, значи најранливите луѓе, и предвидува активности за нивно активирање, идентификација, вклучување во програмата и исто така им се обезбедува поддршка за полесно да се вклучат на пазарот на труд преку разни обуки, преку поддршка за самовработување и така натаму. Карактеристично за оваа програма, значи ИПА 2019, е што фокусот ќе биде во 3 неразвиени региони во Република Македонија. Значи, сите индикатори се врзуваат главно со имплементацијата на програмата во североисточниот, во југозападниот и во полошкиот регион. И ноштина новина е тоа што, за разлика од досега, традиционално програмите ги спредувавме преку проекти, овдека се менува и начинот на имплементација и ќе се примени така наречена секторска буџетска поддршка, значи тоа е начин на имплементација кој за прв пат ќе се имплементира во Република Македонија, каде што заедно со Европска комисија имаме дефинирано одредена група на индикатори и имаме утврдено таргети, и повлекувањето на средствата ќе зависи од тоа колку ќе биме успешни во постигнувањето на таргетите. Значи, година за година, во 2020, 2021 и 2022 година, имаме дефинирани таргети и од тоа ќе зависи дали ќе ги повлечеме средствата и колку средства ќе повлечеме. И само да спомнам уште една работа, значи другата програма е EU за инклузија, таму се главно проекти кои што се за поранливите групи на луѓе. Оно што е карактеристично за нашиот сектор е што оваа година доста активна е така наречената секторска работна група. Тоа е една голема платформа од над 60 луѓе, институции, донатори, граѓанскиот сектор, значи сите сме присутни во таа група и таму се дискутираат и приоритетите, и стратегиите, и се она што во перспектива ќе се работи. Ви благодарам. Благодарам, Александра. Во делот на деталното објаснување, особено што е поврзано во ИПА-2, кога зборувате, кога имате завршни конференции кои што се однесуваат не само на институциите, туку генерално на образованието и на стручните надградби и тренинзи, не можете да не ги вклучите младите во целата таа конференција, особено оние кои што се представници на младинското тело во Република Македонија. И токму за европските младински процеси, но и политики во Македонија ќе ни зборува Мартин Милошевски во следните 10 минути и мислам дека ќе имаме доволно време, можеби нема да бидат 10, не? Ќе се обидам да бидам во 10. Не е проблем. Повели, има многу да се зборува.
Благодарам, Огнен, благодарам на Националната агенција за поканата да учествуваме на панел каде што сме единствени непредставници на институција, односно представници на младинска организација. Односно, јас представувам платформа на 46 организации, младински организации и подмладоци на политички партии. Моментално најголема платформа на младински организации, односно платформа која опфаќа значителен број на млади луѓе и дава мислење во името на поголема група на млади луѓе, но тоа што сега би сакал да го разговарам и за кое сум поканет е на кој начин ние во Македонија учествуваме и реализираме нешто што се нарекуваат европски младински политики. На ниво на Европска унија веќе представничката на Министерството за традиционална политика напомена една политика која се вика гаранција за млади, но исто така постојат и други политики кои моментално се реализираат кај нас, а се дел од политиките на Европската унија. Европската унија сака да креира универзални пристапи кон решавањето на определени проблеми. Особено е видливо во решавањето на проблемите или тематиката поврзана со младите, каде што постојат поголеми европски процеси на ниво на Европска унија, каде што се презентира и се врши универзален пристап кон работите поврзани со млади. Еден од тој пристап веќе беше напоменат и Јудвики. Јудвики е една платформа за презентација и компарација на националните младински политики на сите земји на Европска унија и надвор од неа. Потоа го имаме процесот на структурен диалог. Европската унија секоја година врши структурни консултации со млади за да ги консултира за нејзините приоритети и политики. И третото што се напомена, гаранција за млади која реализираме НМСМ, еден од партнерите во процесот, каде што се работи на политиките за вработување. Зошто е битно да се не само да се учествува, туку и да се реализираат овие процеси. Во полето на младинските политики немаме формално правни пречки да учествуваме или да влијаеме во креирањето на содржината на политиките на Европската унија. Што значи тоа? Тоа значи дека ние како млади луѓе преку постоечки механизми можеме да го дадеме мислењето, но и препораките на тоа што ни треба нас да се рефлектира во политиките на Европската унија за Македонија и за Западен Балкан. Односно, нема потреба да учествуваме во работата на Европскиот парламент, на Европската комисија или во Советот за министри за дел од содржината која ние сакаме да ја видиме или да биде рефлектирана во политиките. Во таа насока се и механизмите кои заедно со Националната агенција ги вршиме во еден вид на партнерство. Платформата Јудвики која моментално ја реализираме во партнерство со Националната агенција ни дава можност нас да вршиме мониторинг на националните младински политики во Македонија, односно врз основа на утврдени приоритетни области и начини на следење на работата и на податоците, ние имаме можност да собереме и да презентираме податоци кои се релевантни за процесите на младинските политики во Македонија. Односно имаме можност да дадеме информации која политика до кое ниво е имплементирана, дали нешто што ветила определена институција го реализирала или не го реализирала и да дадеме еден компаративен приказ како ние, како држава, сме да кажеме во корелација со другите држави во процесот на развој на младинските политики, односно даваме можност да Европската комисија и кој сака да добие приказ на тоа што се случува во Македонија на полето на развој на младинските политики. Јудвики веќе работиме неколку месеци, собираме податоци од институциите, ги презентираме и ги со цел да се даде, како што кажев, еден приказ на тие механизми. Вториот процес кој е исто така битен, а се случува на ниво на Европска унија веќе 8 или 9 години, е нешто што се вика процес на структурен диалог. Во Еразмус плюс програмата има посебна област која се вика структурен диалог, учество на млади и носители на одлуки во консултации. На ниво на Европска унија се реализира на централно ниво, но исто и на национално ниво. Тоа што го напоменав дека Европската унија сака да има универзален пристап како ќе црпи податоци, но и препораки од младите лица од сите држави на земји на членки на Европска унија. Ние тоа што успеавме минатата година да го направиме, беше многу клучно, што успеавме со поддршка на Националната агенција да организираме процес на структурен диалог во Македонија, меѓутоа за прв пат на теми поврзани со претседателството на ЕУ. Односно, минатата година темите беа што би требало да се вклучи во новата младинска стратегија на Европска унија. Односно, во еден битен момент, кога требаше да се даде инпут за тоа што ние сакаме да видиме во новата ЕУ младинска стратегија, која
започнува од 2019 година, имавме можност да го собереме мислењето на младите луѓе, да го презентираме во извештај и тоа да се рефлектира во политиките кои Европската унија ќе ги реализира за младите на Западен Балкан, односно на кој начин преку таа младинска стратегија Европската унија ќе продолжи да дава поддршка преку Еразмус програмата, особено нас како програмска држава, и на тој начин постојано да бидеме во контакт и да даваме информации за тоа што е битно за нас како млади луѓе. Освен тоа што ние постојано имаме можност да учествуваме во сите процеси поврзани за млади на европско ниво, Европската унија сака да види кога ќе почнеме да преземаме и да работиме. Ние не сме обврзани да имплементираме процеси, но убаво е што почнуваме и реализираме процеси на младински процеси од кои се, да кажеме, видна практика на ниво на Европска унија. На тој начин ние се не само што се доближуваме до Европската унија, туку делуваме дека сакаме реално да се вклучиме во тие политики. Нас не е многу полесно со оглед на тоа што дека сме многу активни на европско ниво и понекогаш ни било незгодно да седиме на места каде што не можеме да дискутираме за тоа што ние правиме во однос на тие големи процеси. Сега можеме слободно и да кажуваме наши препораки, но и искуства како ги реализираме тие процеси, и драго ни е нашто Националната агенција е еден од партнерите во тие работи, бидејќи реално природно во сите европски држави, односно во држави на Европска унија, Националната агенција се јавува како партнер во имплементацијата или поддршка на младински организации во реализацијата на овие процеси. Така да она што треба да се знае и е многу битно да се напомене континуитетот, дека не е само да се започне нешто со оглед на тоа што сите политики имаат процес каде што се поставуваат темелите, се реализираат работите, се евалуираат, но исто така и се подобруваат. Така да континуитетот во тоа што се работи, континуитетот во партнерствата и унапредувањето на процесите кои сме ги започнали е нешто што постојано треба да следи. Ако сме воспоставиле нешто оваа година, не значи дека наредната треба на ист начин да го реализираме, но како и да е, треба да учиме преку овие процеси со оглед на тоа што сме во една, да кажеме, поповолна позиција, каде што имаме постоечки и, да кажеме, корисни, но и реално резултати кои даваат ефекти на ниво на Европска унија кои ние може да ги преземеме. Не се бара од нас да измислиме нови методи, нови практики, меѓутоа имаме можност да преземеме нешто што веќе се користи и реализира во другите држави и да пробаме да го приспособиме на нашиот општествен контекст. Така да ја поздравам повторно агенцијата и поздравам што има желба да се вклучуваат, но исто така и да дават можност младинските организации да реализираат активности, бидејќи младинските организации се ресурс и меѓутоа и оние кои знаат како реално може да се работи со младите луѓе. Така да толку од мене. Ти благодарам, Мартин. Кога сме веќе кај младите, тема која што е особено разговарана и особено важна, не само меѓу младите, туку и генерално во Македонија се разбира е законот за млади, исто така и практиканството, така што би ја замолил Снежана Симоновска во овој дел во 5 минути да ни се обрати, повелете. Благодарам, јас ќе се обидам да бидам баш 5 минути, како што ми е кажано. Националната агенција има една клучна улога не само во тоа што имплементираме една програма на Европска унија во која што дел од нашите активности се делот за млади. Освен тоа сме активни чинители во се она што значи креирање на политиките на национално ниво за подобра имплементација на програмата. Многу е едноставна работата. Европската комисија има своја политика во однос на младите, секоја држава на национално ниво креира своји закони, без никаква обврска за транспонирање на било какво законодавство на национално ниво. Самите тие креираат своја законодавна рамка во која што ги регулираат работите поврзани со младите. Сега доаѓа ред и на нас тоа да го направиме, затоа што за жал во изминативе години немаме законска рамка со која што јасно ќе имаме дефинирано некои работи кои што пак директно се имплицираат на сето оно што ние го работиме како национална агенција, односно при спроведување на Еразмус плюс програмата во моментот и во на минатата програма. И сме во фаза кога активно, како со останатите чинители во целиот тој процес, учествуваме во креирањето или пак во се оно што треба да се стави како приоритет или да се дефинира во законот за млади. Учествувавме како национална агенција на два клучни состанока кои што се одржаа минатата година. Едниот беше во април во Собранието на Република Македонија, кога луѓето од невладиниот сектор заедно со парламентарната група сочинета во Собранието, имаше представники од Националниот совет за млади. Морам да напоменам,
учествувавме и дававме свое видување или своји насоки како и што би требало да биде вклучено во Законот за млади. Вториот состанок се одржа на 1 септември, исто во собрание. Сочинители, она што јас го поздравувам е дека навистина се вклучени голем број на представници од граѓанските организации, односно самите млади кои што учествуваат во изработка на овој здрав документ. Што е битно? Што е она што би требало да се стави или што ние очекуваме дека треба да се стави, а сето тоа во контекст или во корелација што значи европска политика за млади или европски параметри, што ние треба да ги рефлектираме кај нас, за да можеме успешни да бидеме и ние како национална агенција, меѓутоа од друга страна да успееме да ги достигнеме сите оние европски цели или европски критериуми кои што треба за да можеме понатаму успешно да работиме сите заедно. Новиот закон за млади би требало да вклучи јасно дефинирање што е тоа младински работник. За жал се уште го немаме тоа треба да се дефинира, да се знае кој е точно лицето кој што ќе може да се изјасни дека младински работник. Се уште доаѓаме во такви ситуации кога лицата се во недоумица или кога ќе се обратат некаде ќе се изјаснат дека се младински работник, спротивната страна не знае што е тоа. Значи нема јасни критериуми или се уште не е дефинирано. Друга работа, треба да се дефинира и учеството на младите, односно учеството во демократските процеси, на кој начин, како, кога, кој ќе е нивен представник, во кои тела ќе учествува. При тоа се мислам пред се на оние младински локални совети кои што во некои општини во Македонија постојат, меѓутоа во некои се уште не постојат. Формирањето на овие младински совети навистина ќе биде од големо значење за да можат тие успешно да влијаат на сето оно што се однесува на креирање на политики на локално ниво. И нормално креирање на националната политика. Границата на млади. Значи, која категорија спаѓа во млади? Значи, која е возрастната граница на млади? Дали се работи за млади од 13 години до 30 или пак како што имаше некои дилеми, треба да бидат лица кои што се од 17-18 години до 30. Дори имавме иницијативи до 35. Значи, исто и тоа треба да се регулира на соодветен начин за да нема и овде забавни. И на крајот, она што би сакала да го кажам во контекст на имплементација на програмата, да, за нас ќе значи многу, за вас исто како идни корисници на програмата, без разлика дали работите или сте аплицирали во делот за млади или во делот за училишта, затоа што сепак работите со категорија на млади. И затоа што и вие како работници, иако сте просветни работници, секако се наоѓате во улога на младински работник. Сметаме дека ова ќе биде од исклучително значење. Во однос на законот за практиканство, јас само ќе навртам преку еден практичен пример кој што пред малку го слушнавме, односно преку проектот АА што го презентираа пред малку, или 3А што го викаме ние. Практиканството е нешто што нас во моментот можеби многумина од вас не ви е јасно, меѓутоа ние веќе работиме на некои иницијативи на европско ниво кои што треба да ги преземеме како национална агенција. И она што го гледаме во перспектива ќе биде големо значење за нас. Ако го регулираме практиканството, ќе регулираме отварање на нови можности за нас како земја, за вас како идни апликанти, за младите и за сите оние кои што ќе имаат потреба од користење на практиканството. Дефинирање на практиканството секако, што е, кој може да биде практикант, на кој начин, под кои услови, колку ќе трае тоа практиканство. Меѓутоа ќе се навртам само на оној пример пред малку што го спомна младата девојка што е спомна од 20 и неколку години која што имала одредени капацитети, таа да може да го користи тоа. Практиканството ќе ни значи многу за оние лица кои што се во Македонија, странците, без оглед дали се работи за така наречени рефуџис или млади лица кои што се по било кој основ додени во Македонија, да можат и тие да бидат корисници на и да ги користат бенефициите во практиканството. Од мене толку. Гледам дека ми мафтате за времето. Не, супер беше. Јас само давав до знаење дека можеби треба да сме при крај. Да, веќе и кога споменуваме при крај, да ви кажам искрено, вака себично ќе ви кажам, до 35 направете. Ако не е до 35, ќе сум стар. Во продолжение ќе зборуваме за вклучувањето во мрежата на 6 милиони млади европејци кои што се дел од Европската младинска картичка, впрочем асоциацијата или European Young Card Association. Ѓорги Тасев во своите 5 минути во продолжение ќе зборува токму за ова, слушајте внимателно, за тоа како одат процесите и потоа ќе го отвориме делот со прашањата и одговорите, сите оние кои што беа дел од 4 панели на кои што се обраќаа.
Доколку имате нешто да ги прашате или доколку ви останало нешто во сеќавање што сакате да им го споделите, ќе имате таа можност, па ќе ги извлечеме од публика за да ви одговорат. Повелете. Благодарам, Огнен. Најпрвен да се заблагодарам за поканата и за приликата да зборуваме пред се за една можност за младите, преку кој се нудат сервиси, еден корпус на услуги со цел нашите млади луѓе да бидат на исто рамниште со нивните врсници од државите од европскиот континент. Станува збор за европската младинска картичка. Токму со европската младинска картичка, ние ја засилуваме мобилноста и соработката токму меѓу младите луѓе во нашата држава, во регионот, но и пошироко. Целта е да овозможиме интензивирање на нивната комуникација, нивно запознавање, нивно подобро информирање, со цел токму тие бенефиции и услуги да ги користат како што ги користат и нивните врсници од европските држави. Со ова младинска картичка директно излегуваме во пресред на младите луѓе, сакаме да им го олесниме секојдневниот живот, но и да ги направиме да се чувствуваат важни во нивната заедница и пред се да чувствуваат припадност на европски граѓани. Целта ни е заедно со сите вклучени релевантни институции и партнери, кои што ќе ги нагласам понатамо во моето излагање, е да направиме една мрежа на поволности токму преку младинската картичка, која ќе биде еден влезен билет на младите да користат сервиси, услуги и бенефиции во делот на спортот, образованието, културата, европските практики, можностите и мобилноста. Токму иницијалната идеја за отпочнување на овој процес на имплементирање на еден модел на европска младинска картичка е да гледаме малку и подолгорочно во насока на тоа да овозможиме единствено преку оваа картичка таа да биде и еден сервис да можат младите да плаќаат преку интернет, да вадат пари од терминали, нивните вештини да бидат вметнети со еден збор, да ја направиме оваа картичка да биде нивно CV, односно легитимација. Во однос на European Youth Card Association, ова е еден наш партнер кој што нуди токму разни услуги и бенефиции во делот на превозот, образованието, културата, спортот, разни културни институции, угостителство и е застапена во околу 40 држави ширум Европа и таа услуга ја користат околу 7 милиони млади луѓе. Она што е клучно да напоменеме дека токму преку ЕИКА ние можеме да ја зголемиме и досегашната комуникација и вмрежување, соработка што се има и со ЕРИКА, со Eurodesk, со European Youth Forum, што ни дава до важност дека и ние ќе бидеме важни чинители во креирање на тие европски политики и бенефиции за младите луѓе. Во однос на процесот на Европската младинска картичка овде кај нас, веќе го започнавме. Ова е еден трипартитен систем кој што е воден од страна на Владата на Република Македонија, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Агенцијата за млади и спорт. Веќе ова писмо до намера што е еден прв чекор за пристапување е пратено и очекувам веќе до крајот на оваа недела да ја завршиме и апликацијата, да ја пополниме со цел и официјално да бидеме дел од ова семејство. Покрај ова, сакам да напоменам и некои процеси кои што ги водиме сите три институции заедно, а тоа е дека од страна на Агенцијата за млади и спорт се распиша јавен повик за правните субјекти да се вклучуваат во ова картичка со цел да овозможиме еден широк опфат на квалитетни услуги и бенефиции, а исто така направивме и во теке едно истражување со цел директно да ги слушнеме токму потребите на младите луѓе и да ги инкорпорираме во оваа картичка што сакаме да им ја понудиме на младите луѓе. Идејата е по акцијскиот план кој што си го определивме, во одреден период од целиот тој процес ќе ги вклучиме и нашите институционални партнери, граѓански организации, неформални групи, со цел да направиме еден квалитетен сервис на услуги кој што токму ќе ги тангираат младите луѓе. Нашиот таргет е до нова година да бидат опфатени околу 50.000 млади луѓе и планирано е картичката да биде физички достапна, но имаме во размислување да биде и дигитално, некаде крајот на март, почетокот на април. Таа ќе биде бесплатна и ќе може да ја користат сите млади на возраст од 15 до 29 години.
како што напоменав, значи клучните институции со кои што ние се врзавме заедно со креирање на еден партнерски однос со ЕИКА се токму Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Агенцијата за млади спорти, владата. Целта е пак да имаме 15 до 20 квалитетни сервиси и услуги, кои што токму ќе ги потенцираат и нагласат младите да ги користат овие услуги и сервиси, со цел тие да бидат европеизирани, да се чувствуваат токму на исто рамниште со нивните врсници од Европа, но во исто време да ги користат и бенефициите и услуги во другите држави вон Македонија. Тоа е што имав накратко да ви образложам за ЕИКА, како еден модел кој што веќе го почнавме, се надеваме дека ќе го имплементираме успешно во максимален партнерска конотација со сите засегнати страни и се надеваме дека ќе продолжиме да градиме вакви сервиси, политики и услуги кои што ќе бидат од интерес на младите луѓе. Ви благодарам. Благодарам Ѓорги, благодарам Мартин, Снежана, Александра, Дејан и Љулјеса. Можете да си се придружите во публиката. Ќе ви се благодарам за последниот панел, впрочем, кој што и е дел од оваа завршна конференција на крајот. Во овој момент останува сега само да ве прашам дали има некој кој што би сакал да постави прашање, да даде некаков коментар, можеби свое мислење, доколку има дел од оние кои што ќе ми помагаат со микрофони се разбира низ публиката, би замолил некој од агенцијата да земе од микрофоните, доколку има прашања воопшто, чисто ме интересира да видам дали сте заинтересирани, бидејќи завршивме порано, така што има и повеќе време доколку сакате да зборувате. Да, значи се било јасно, се било кристално прецизно објаснето. Во тој случај, сигурно нема прашања? Може и да не гледам вака. Добро. Во тој случај би сакал Лидија Димова да ја повикам само за крај да изрази благодарност за присуството на оваа денешна пресконференција, од оздоле или од озгора? Се едно. Добро. Лидија, повели. Не е битно дали е горе или доле. Мислам, уште еднаш на крај да ви се заблагодарам на сите. Јас се надевам дека ќе ве видам во уште поголем број следниот декември, кога ќе имаме следната конференција. И се надевам дека тогаш ќе се расфрлиме со малку поголеми бројки, со малку поамбициозни планови. И нас ќе ни биде малку појасно што правиме, зашто се уште сега се наоѓаме во момент, во простор и време кога не ни е се уште многу јасно што правиме, затоа што регулативата не е донесена. Меѓутоа, ако навистина се донесе регулативата според планот во април месец, тоа практично ќе значи дека агенцијата ќе има 2 години да се подготви. 2019-2020 се 2 години време за да можеме да се подготвиме за следните 7 години. Ова речиси никогаш не се случило и јас го сметам како компаративна предност. Меѓутоа, тоа не значи дека тоа ќе го правиме без ваша помош. Повторно ќе кажам, остануваме отворени, многу ни се битни вашите мислења, веруваме во институции, институцијата не се Тули и Малтер, институциите се луѓе. Ако нешто успеав денеска да ја испратам пораката, тоа е дека Националната агенција е составена од луѓе, а не од директор, не од раководство. Значи, луѓето се тие кои што се битни, тие дават душата на институцијата и ќе работиме понатаму во таа насака. Благодарам. Благодарам, Лидија. Ви благодарам на сите што присуствувавте денеска на оваа завршна конференција, институција, како тоа гордо звучи. И да не должиме многу, мислам дека бевме многу ефективни, со многу поенти, со многу панелисти со кои што топло ви препорачуваме да соработувате за сите идеи кои што сакате да ги спроведете во ова општество. Благодарам и убав ден. Да, и пригоден коктел во фоајето. Тоа секогаш заборавам.